Навистина си полудела, Зейнеп. Што е сега ова? Тетко сите оговара и јас по грешка ја напиша вистинската вест. Не сакајки беше, но тоа не е проблем. Keep calm. Така нека биде. Здраво, Зейнеп. Имаш малку време? Имам, но за тебе не. Како е да, ја се одам до кујната. Зейнеп, види, мора да зборуваме. Те молам барем 2 минути се случајме. Мора да ми простиш. Те молам, направи го тоа. Вака, ако сега ми простиш, што и да посакаш, тоа ќе направам. Значи ќе сториш се што ќе посакам за да ти простам, а? Добро тогаш. Како прво, обнови ми го чајот. Тоа го можеш. Секако? Зошто да не? Веднаш ќе ти го донесам. Каде е куќата на тетка Аиша? Веднаш десно од чешмата. Охо, има уште многу до таму. Што е? Тешко ти е? По цели денови носеше кафи, носи ги сега овие. Кафи? Што е тоа? Да не мислиш на кофи? Добро де, што и да е. Ако ти е тешко, дозволи ми да ти помогнам. Додека јас сум тука, ти нема да ги допреш. Да не се шегуваш со мене. Знаеш дека со ова и помагам на тетка Аиша. Јас сум задоволен од работава. А за тебе и цел свет би го носел на грб ако треба, цел свет. Почекај. Зена? А? Бариш? Ти бара прошка, а? Добро. Ке сторил се што ке си посакала. И што уште сакаш, ајде, исклучи сега. До гледање. Бариш се бариш. Тоа е како Дон Жуан. Не може да се откаже од својот карактер, тоа е тоа. Ајде. Ај! Не! Абе, застави ме! Така е. Повелете чај, видете каква убава боја има. Ај, што е ова? Па јас пијам само зелен чај. Те молам, промени го ова. Се разбира, да, ќе го променам веднаш. Леле, изгорев. Ау, штета. Многу сум трапав, нели? Стрпи се, Зарифе. Сега ќе дознаеш целата вистина. Што е? Што ти е? Мари мајко Еми, не ми се налути, дали знаеш Самет? Овој пат дефинитивно ме напушти. Јас имам црна судбина. Немаш црна судбина, туку немаш памет. Како успеа да натажиш девојката? Се клонам дека не сум виновен. Мајка ми е крива за се. Затна велеќе дека не ја сакале ќерката на капетан Салих, велат дека треба да се женам со ќерката на Рустем Ага Илнур. А ти што стори? Веднаш прифати, така? Не си го послуша срцето, така? Самет, секако дека се противев. Секако. Се противев, ама не ме послушаа. Запнаа дека треба да се женам со ќерката на Рустем Ага. Што да правам, Самет? Што да правам сега? Види, дури ти самиот не знаеш што да ми кажеш. Не знаеш што да ми кажеш, Самет. Во право си, Еми не мојата ми да напита кога слушна дека ќе се женам со Илнур. Ептен се разочара. Ме напушти и со право. Море, Осман, погледни ме ваму. Ах, татко Салих. Како бе не ти е срам? Каков човек ќе беше ти? Добра, штом ќе се жениш со некоја друга, што мајка бараш ти кај ќерка ми? Татко Салих се колам дека некако што слушна воопшто. Молчи бе! И немој да ме викаш тато. Ти си еден таков безсрамник, слушај ваму. Ти се жениш со некоја друга, а пак се врткаш околу ќерка ми, ќе те забавам бе безсрамнику ни еден. Почекај малце. Татко Салих, Пусти ме. Тргни се ти. Дојди ваму. Дојди ваму, не ми беге, дојди ваму. Татко Салих. Татко Сали. Магаре ни заедно. Дојди ваму. Помош. Дојди ваму бе, сега ќе видиш ти. Да, повтори. Јас сум најубавата жена на светот. Јас сум најубавата жена на целиот свет. Многу добро ти оди. Одлична си. Ајде, дојди.
Ете вака ќе биде. Ќе стоиме исправено. Исправено. Јас сум најубавата жена на светот. Јас сум најубавата жена на целиот Позната свет. ти е сцена ван некаде, Севги? Се чувствувам како да сме во странските филмови. Ајде те молам да влеземе. Ајде. Многу убаво. Што правите вие цел ден? Ќе ја правиме дама Асуман. Причина? Јасно ми е заради што. Господја Асуман, сакаш да го фасцинираш капетан Салих, но не бива тоа така. Шина си Аман. Сакам да кажам дека не бива така. Гледајте ме мене. Што треба да прави? Не е важно дали одиш исправено. Важно е колку се фрцкаш. Фрцкај. Фрцкај. Не бива да изгледаш како да си голд на лабастун. Мешај. Мешај. Мешај, мила. Мешај, мила. Капито? Тетка Ајче, Влези, чедо. Зарифе, како си? Добро си? добро, ти како си? Добра сум, ете постојано носиме вода на секаде, де дома, де на нива. Што да правиш да? Туркаме некако, благодарам сине. Господ нека ти даде долг век. Зарифе, многу убав дечко си нашла, машала. Не, погрешно разбра. Влези во. Ајде. Ајде. Жената се збуни, не знае што зборува. Мислам дека знаеш што зборува. Добро. Еве ти го ова. Ова е листа за пазарење. Сакам да ги купиш сите овие работи, добро? Види, Зено ми се јави. Ќе одам до кај неа. Ама Зарифе, Нема ама, денес ќе уживам, исто како тебе. Ќе шетам како да сум глумица, а? Како глумица. Душа моја, што правиш ти, а? Волку млада и изневерена. Сестро, не можам да живеам повеќе. Јас бев нерасцветено цвеќе, ме искина од стебло. Сестричке, не зборувај така, те молам, ајде. Не верувај ти на таа Зарифе, таа е ловец на згодни момчиња, тоа го прави. Леле Саваш, те молам, врати се, те молам, мажу мој. Јас не можам да живеам без тебе, не можам. Ај, Господе Боже. Ајде, дојди. Де лево, де десно. Доста веќе, Шина си. На празно талкаш со празна глава. Шина си, немаш друга работа, а? Најди си работа, Шина си. Добро, човек да не ви каже нешто. Што чекате, деца? Одиме на брегот! Не не пиеме пиеме повеќе. повеќе. Иркан, трче, бегај. Трчи. Саваш! Што се случува? Саваш! Каде си? Саваш! Мој раното Еленче, ти дојде сехер. Девојке, зошто сте се развикале толку? Мила, кажи ми, дали си добро? Не, ич не е добро. Што се случи, девојки? Сега, како што ние дознавме веќе, Саваш си поигрувал со чувствата на мојата сестра, а потоа го виделе со Зарифе, онаа вештерката, и тој ја искажал својата љубов. Што? Момент. Кој кому искажал љубов? Јас за џабе испратив толку чеис, со радост и среќа го бирав, зарам џабе купив телевизор на кој мислев дека заедно ќе гледаме, кревет на кој мислев заедно ќе спиеме. Што зборува ова, Шина си? Момент само. И, ајде, докажи се, каков мебел, каков тиви, каков кревет, да не е случајно? Мила моја, навистина не е како што мислиш. Ај, Господе Боже, навистина немам среќа. Зошто немам нормален сопруг, нормални деца? Оф! Шефика, дојди, мила, дојди. Нема што да правиш. Дојди, мила, ајде, дојди, Шефика.
Во секоја куќа се случуваат такви работи. Девојки, ви се допаднали сега ова? А? Сега ниту Бариш, ниту Сава ќе ве сака. Не повредивте. Не вели така, чешко Шинаси. Викај ме, тато. Татко Шинаси, јас не сум виновна, ви велам, јас би умрела без Бариш. Да, почна срцево да ме стега. Мојот црн пантер и понудил брак на една девојка која била долго време дома и немала момче. Ви сте нали татко Шинаси? Да предпоставиме дека е така. Што ќе правиме? Си го сакаме нашиот чејс назад. Не сакам да го оставам на Зарифе. Добро де, добро. Не беа кој знае што, партали невидени. Јавете им се, нека си го земат. Баш сладко, сум го заборавила сето ова. Навистина убаво. Понекогаш е добро да се пресетуваш, Зин. Така е. Но не секогаш. Да позборуваме малку за минатото. Да не сакаш повторно да бидеш Арда, синок мој? Не, сакам да зборуваме за порано, од тој период за времето кога беше Зејно. Јас никогаш не сум била Зејно, јасно? Добро, смири се, добро. Да зборуваме малку за Окан. Што велиш? Кој е Окан? Окан како? Твојот Окан. Оној Окан со кој си поигра и го остави на цедило. Окан од нашиот интернат, не ти текнува на тој Окан. Што зборуваш, бе, ти јас не познавам таков Окан, не се сеќавам. Ќе помине. Ќе се заврши работава. Зарифе! Каква Зарифе, бе? Од каде излезе ти, бе? Брат, ти зар уште трчаш по Зарифе? Абе, се разбира дека ќе трчам, јасно, што ти е тебе, гајле? Што ти е, гајле? Вас денес, ве, има утре, ве, нема да сте овде. Јасно? Јас секогаш ќе сум овде. Абе, девојка, ти има тешка работа. И покрај толку работа треба со петарда како тебе да се мачи. Море, абе, не се мачете за џабе, Зарифе. Моја ќе си остане за секој. Слушај сега. Денес јас ја работам работата на Зарифе. Затоа, денес јас ќе ти истепам на место неа. Во ред? Да. Какви ропаци сте, катастрофа невидена. Не разбирам. Сакаш да ме обвиниш за да си ја оправдаш грешката? Види, Зенеп, си ја прифаќам јас грешката. Но и ти прифати ја твојата. Патеше заради тебе. Леле, тешко ми е. Јас не го познавам Окан, не го познавам. Никој не пател заради мене, но јас многу патев заради тебе, јасно? Добро, Зенеп. Ај, Зари, мила моја, од каде па сега ти? Види со кој ќе те запознам? Со духот близнак на Изо. Не трескај глупости, ајде. Бариш рече дека ќе стори се за да му простам. И јас решив да бидам Робинка. Ќе бидам Робинка. Јас ќе направам се што можам за да ги израдувам саканите. Сакам да го заборавам минатото и да свртам нов лист. Ој, овој станал чувствителен, но ќе ми треба време да ти простам. Уф, се стоплив, Зарифе. Ајде да одиме, мила. Нека не нарача по една мока. Ајде. Каде е Саваш? Нема да мрднам од тука без да го видам Саваш. Не е тука Саваш. Земете си ги парталите и одете си. Но татко Шинаси, велат дека оној кој што уништува семејства нема да има свое Не семејство. должи, ајде, одете си. Ама ова не е нашиот мебел. Овие се стари. Девојки, се воздржувам да не ви кажам, но вие навистина немате мозок. Ве излажале, испратиле неквалитетен мебел. Ете, тоа им се случи за една недела. Како тоа? Како тоа? Децата кога го видоа мебелот полудеа. Си рекоа дека и љубовта на девојките била неквалитетна како мебелот. Не вели така, татко Шинаси. Кажем дека ненамерно се случило тоа. Не викај ме, татко. И ти. Досна е. Не ве сакаме вас, ниту пак мебелот. Наш. А и ви работа.
Колку пати треба да си кажам дека Шинаси ти си глумец. Глумец! Колку пари? Гардероберот е мој? Гардероберот беше тоа. Чекайте, застанете! Луди девојки, застанете! Застанете, парите! 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 Еј, парите! Еј! А ти, братко, само појави ми се, па ќе видиш што ќе те снајде. Без заби ќе си одиш дома. Моето бубулче сака да ме убие. Многу ми се налути. Што да правам? Ау, ме фати половината. 3 часа стојам тука. Хајде, Осман. Бареј прошка, бареј. Ти си едно, а јас сум друго. Баш си одговарате со Илнур. Што ќе правите? Мила, Леле! моја, кај си? Многу ми недостасуваше. Не ми се верува, ми наби рогови. Ме уништи ти мене. Ти реков да не ми се доближуваш повеќе, нели? Ќе се само убијам. Ако не ме сослушаш, ќе го откорнам. Срцето ќе си го откорнам. Ќе ти го дадам врака и ќе се самоубијам, да знаеш. Уби себе. И така за ништо не те бидува. Само уби се слободно. Сигурно ли си, Емине? Не ме жалиш? Мене, Осман? Осман? Види го, уште зборува. Ајде уби се. Ќе се самоубијам, добро. Ау! Ау! Емине! 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 Имам една последна желба. Емине, кажи дека си ми простила. Осман, немој, Осман, немој. Што е ова? Што е ова? Што е ова? Господ нека те казни, што е ова? Мајко, Господе Боже. Не грижи се. Тек сега ќе умреш, Осман. Готов си. Емине, Господи, момент само. Види, ќе ме Ќе те убијам јас тебе. Емине, застани. Мртов си. Застани. Готов си веќе. Види, ќе ме убие. Дојди ваму, сега ќе те убијам. Тек сега ти е крајот. Дојди ваму, кукавица ни заедно. Почекај малку. Доаѓи ваму, ајде. Почекај, мајко, Емине, момент. Дојди само. ваму. Дојди малку, чекај, Емине, бубулче моје, Емине. Дојди ваму. Доаѓи ваму, ти велам. Кукавица ни една. Саваш, Сега ќе те убијам. Дојди ваму, ти велам. Што ви, ало? Те сакам. Не се кри. Саваш, помогни ми. Немој да се криеш, Еј, ми се свртиме, што правите? Ау. Девојко, што правиш ти? Колку зарив е се станал, еј? Те сакам, моја дива жено. Баш си дива. Многу те сакам. Не сакам да те видам никогаш повеќе. Оф, леле, мајко, уште една капа зарив. Каде е зарив е? Тука е, се врати? Не, ми напише порака. Ќе пиела кафе со Зейнеп. Со Зенеп и со Бариш. Добро, во ред. Кажи дека заврши все што требаше. Добро. Извини што не најде вака. Стоп! Не смеете да си одите без да ме прегазите! Стоп! Абе, будала еден, зошто се фраш пред камионот? Чичко, шина си да не си добил сончаница ти. Што сакаш сега од нас? Чантата! Погрешка ми останала во гардероберот. Веднаш дајте ми ја. Немој, брате, не бива така. Тоа е нашиот гардеробер. Ни го уништи семејството, ни ја одзема младост и сите наши фантазии. Не го баре нашиот гардеробер. Јас викам по гардероберот, а вие би. О, Леле, што да направам? Само толку можам кога сестра ми е нервозна. Самиот се реди го останатото. Што е за мене? Бип. Што беше тоа? Тајна моќ е тоа, сестро. Молчете! Молчете! Донесете го тоа! Тоа ми е аманет од семејството! Антика! Добро! Ѓубре ни заедно. Тоа е наше, јасно? Девојки, ова не е ваш гардеробер. Вашиот гардеробер беше многу неквалитетен, ептеп неквалитетен. Инсектите го изедоа за една недела. Ако синовите слушнат дека сте ни иземале античките предмети, никогаш нема да ви простат. Дојди ваму. Ај, Леле. Ама ти, ептен, не збуни нас. Сестро, гардероберов бил на човекот, да не станавме ние кратци сега, бе. Ај, Господе Боже. Се разбира, ајде симни го, пријателе, земи си го. Доаѓам. Чичко, шина си?
Ке им пренесеш на нашите мажи дека ние ги чекаме кај нашите гнезда, нели? Секако ќе ми кажам, се разбира. Качи се, симни се. Плюс 150 лири. Срамота. 150 лири. Половина јас ги носев. Нема пари за тебе. Господе Боже, ќе умрам тука. Зарем сега плаќам за се што сум сторил? Господе, јас не сум сторил ништо лошо. Немам ниту тронка грев. Господјо Гонџа, Каде е рецептот, Шинаси? рецептата? Рецептата е во лабораторија. Уште малку остана, уште олку малку. Немате време, господине Шинаси. На следниот состанок јас би сакала да имате рецептата. Ако не вратите ни го авансот. Додиме. Што ќе правам? Што ќе правам? Смисли нешто, Шинаси, смисли нешто. Ајде, размисли убаво, Шинаси. Ми текна, дедо Халил! Разбирам. Не. Јас не сум извршил таква уплата. Сигурно има некаква грешка. Сакате да ме излажете, ќе ве тужам. Ајде исклучи ме, исклучи. Тешко нас. Што се случува, бре? Што правите, бре, вие? Го донесовме мебелот. Каков мебел? Што товарите? Посе изгледа черките пак сториле нешто. Ајде зборувајте. Нема да ми се налутам. Тато, ете, ние сега купивме некој мебел за да им дадеме на сиромашните. Се кулнам, тато, не користевме кредитна картичка. Молчи, ма, што зборуваш? Да не ме гледам! Дури сега ве изгорев. Сега ќе видите. Многу се извинуваме, татичко. Сега ќе видите. Мамо! Што се случува, Рустем? Што ти е? Девојки, ајде дома. Глупачи невидени. Не ми се верува. Сега ќе видите. Ајде, отвори ја вратата. Рустем! Извини малку. Зарно нека е. Зошто дојде? Што бараш во мојот хан? Земи, брате, земи. Ова е првата рата за бродчето. Ама ова е... Немој сега ама нова она. Не сакам да должиш. Секој месец ќе ти плаќам по една рата. Ти што мислиш, бе, дека ќе ги гледам децата со нешто што сум го добил на коска? И овој не е при себе. Види го ти, манијак. Парички. Дедо Халил? Леле, господе. Јас тебе те барав. Живи Бога, не ми се верува. Господова работа. Мене ме бараше? А зошто? Ми се здосади седејќи дома. Дојди да поседиме, да помуабетиме малку, да каснеме нешто. Колку што знам јас, не е празник? Зарно не кеши на си. Зарно е. Ајде, дојди да каснеме нешто. Каде ќе одиме вака на брзина? На едно бомбастично место. Бомбастично! Што е сега? Тешко ти е дека изгуби, па сега си тажен? Тргни ми се, Саваш, немам време за тебе. И така нема да можеш да успееш. Мислам дека си го доби одговорот. Ти личи ли да си поигруваш со една наивна девојка само заради една кола?
Види го ти него. Вчера вечер се перчеше околу една девојка. И што правиме? Многу сгрешив, брат. И се каам. Јас не продолжувам со оваа игра. Ти си многу чуден и интересен човек. Свати дека изгуби и почна со сожалување. Во играва само Зарифе е губитник, саваш. И колата и рецептот нека бидат твои. Јас само Зарифе ја сакам, разбираш? Не го заборавај тоа. Не доста, веќе не тагувај, мила. Лесно е да кажеш да не тагувам. Но прашаме како ми е, дадо? Жално е. Знам дека љубовната тага не е иста како другите. Девојки, добро вечер. Добро вечер. Добре дојде, тато. Добро ве најдов, девојки. Како сте? На време сум дошол, нели? Ајде на здравје нека ни е. Емине? Што ти е, ќерко? Зарем уште прашуваш, тато? Заради тебе се случи сето ова. Осма ќе се жени со друга девојка. Во ред ли е сега? Ти е олесна ли, кажи ми? Цвеќе му е убава. Зар би сакал еден татко да има деца несреќни? Зошто зборуваш така? Така е, тато, но Емине е во право малку, детето се замина. Ете, гледаш? Добро дете, Анџирчето си го најде капачето, тоа е друга тема. Но како ќе ја објасниш на Емине? Зар мислите дека ќе биде полесно ако стапите во брак, а? Бракот бара трпение и бара нега, девојки. Видете, слушајте ми сега и верувајте ми. Пред се мора да се најде добро срце, девојки. Но ние си се сакавме, тато. Ти не спречи, не ја дозволи да бидеме среќни. Да го прифаташе тоа, можеби сега ќе очекуваше внуче. Дали знаеш колку планини поминавме со мајка ти пред да се венчаме, а Емине? Но никогаш не се оставивме на половина пат, разбираш? А твојот осман шутр, ајде да не зборувам сега. Тој ако навистина те сака, тој нема да се жени за друга девојка. Но ако се жени, тоа значи дека нема аер да види за никого, така да знаеш, ќерко. Пак не можев да замолчам. Дедо ти каде е, ќерко? Море ти, ми кажа дека ќе јадеме и ќе пиеме и ме донесе тука, така? Последен пат тука бев кога бев млад, и тоа многу млад. Тие денови, Но, дедо Халил, да те прашам, дали е некот добар за пијанство? Господе Боже, секако дека е. Зошто прашуваш? Сега, кога ќе си одам дома, шефика ќе ми вика. Велам, да ми ја дадеш рецептата на лекот и да ме спасиш. Мојата радост зависи од тебе. Еден голем бостан ќе ставиш во казанот. Казан, на тивко ќе го вариш. Ме разбираш, добро? Слушај, најпрво ќе налиеш малку лимон, а потоа вистинско мастиново масло. Ама зашто зборуваш ти до Халила? Многу ми се пријаде тоа. Има ли келнер овде? Најди ми една порција од тоа. Сакам да јадам. Добро. Ајде стани. Ајде сега да те видам. Жена си, се ти зависи од ова. Парите, судбината, се. Баш ми не достигало ова јадење. Прави целосна детоксификација. На здравје нека ти е, ќерко, на здравје нека ти е. Ајде почнете. Ајде, на здравје нека ви е. На здравје. Емине, ќерко, нема да јадеш? Не сум гладна, тато.
Во следните 10 години не можам да јадам. Имам големи кнедли во грлото. Не можам никако да ги глотнам. На вистина не можам. Се уште не ми се верува што стори Осман. Емине, Пак излета. Чекај, ќерко, чекај, седи овој пат. Сега мислам дека јас си требам. Ајде на здравје нека ви, ајде, јадете. Јас веднаш ќе се вратам, почнете вие. не знам кого попрво да жалам. Мене жали ме. Мене, но јас многу добро знам што ќе му сторам на тој Алп Париж. Првин ќе направам да се залюби во мене, а потоа ќе го напуштам. Тогаш нема да бидеш поинаква од Бариш, Зено. Зошто не ми кажуваш за тоа со Окан? Сто пати те прашав, но не ми кажа. Каков Окан? Од каде па сега ти текна за него? Бариш ми кажа. Значи не и веруваш на твојата најдобра другарка, му веруваш на убиецот на чувствата, така? Срам да ти е, Зариш. Тој е лажго. Тој лаже само да се оправда себе си. Јас не го познавам Окан. Воопшто не го познавам. Како ти оди со Мачо Мен? Дали почнате да си пишувате пораки? Девојко, какви пораки? Јас не знам да пишувам тоа. Леле, Зари, тој си нашол наивна девојка од село. Се плашам да не те прелаже, Зари. Што ќе правиш тогаш? Зено, јас сум од село, но не сум глупава. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Yanıma gel, yanıma da, yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Telgrafın tellerini arşınlamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Yanıma gel, yanıma da, yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Cahil başıma. Ова беше најомилената песна на мајката и ќерко моја. Ако и ова не ми помогне, тешко мене ќе биде. Ќе си го пресечам увото. Халеу! Зарем си доаѓал и ти тука, стар волк? Чекај, да размислам малку. Зарем ти не си сестрата на Нериман? Ајде кажи, ти мора да си сестрата. Не. Зарем ме заборави? Нели пред многу години ми го спаси животот? Нели ме намачка со лекот шипилдак? Ми го спаси животот, Халиу? Кој, јас ли? Сигурно дека сум те спасил, во тоа верувам. Ама, што да правам, не се сеќавам. Со годините барам тебе, Халиу. Ти си мојот херој. Не ми се верува каква судбина ќе имаме. Види каде се сретнав. Ненормална. Чекај малку да видам. Мехтаб го нашла Халиу во кафејата. Халиу, имам една молба до тебе. Ептен мала. Ајде, поведи, кажи, ајде, кажи. Еден мој пријател има многу тешка состојба. За да го спасиме, ќе ни треба твојот лек. Навистина ни е идно. Чекај, полека, сега ќе се сетам на тебе. Да видам, да размислам. Пријателот е пред умирање. Те молам, помогни ми. Те молам, добри го со своите магични раце. Халиу, те молам.
Сега, се сетив. Халил? 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 Зарем сега најде да полудуваш? Аман! Уф! Уф! Што е работата? Што бараат овие овде, бе? Бе, нормален ли си ти, Волку Доцна? Остави го настрана, што ме будиш? Брате, види, ми се спие, јас сум изморен, немам време за твоите глупости. А што ми е грижа? За мене да не се измори. И не тукушете цело време околу мене натаму наваму. Еј, ајде зборувај нормално. Многу добро знам каков проблем имаш, брат. Мислиш дека не знам? Каков проблем имам јас? Немам време за тебе, Волку Доцна, нова караванот. Кажи ми ти каков проблем имаш? Тргни ја раката и не си играј со мене. За каков проблем зборуваш, бе ти? Не ме терај носот да ти го искршам. Не ме терај да те истепам, ништо друго не ни знаеш ти, Саваш. Е да, тоа најдобро ми оди. Сакаш да те здробам од ќотек па да видиш? Саваш, престани, ќе те истепам, сериозен сум. Еј, дај престани, бариш не должи. Што ти е проблемот? Што ти е проблемот? Шина си, зарем сега си доаѓаш? Што се случува? Од каде доаѓаш толку доцна? Што? Што велиш? Од каде доаѓаш толку доцна? Бариш, мама спие внатре. Јас сум преспал на чардакот. Зарем не слушаш, се караат децата? Тие постојано се караат. Проблем од тебе, Саваш, јасно ми е. Но вој пат мислам дека поинаку се караат. Зарем не слушаш, а? Доста бе, бариш, Каков престани. човек ќе беше? Момент само. Ти доста, Ајде одиме. престани. Кој си бе ти да креваш рака на мене? Бе, Саваш, доста веќе. Што зборуваш ти бе? Доста веќе, Ало? престани. Што правите? Да не сте полуделе ви, а? Да не сте полуделе? Мамо, бариш направил некоја глупост, затоа зборувавме. Точно така, мамо, и ете средивме сега. Баш убаво се средивте. Ако не дојдовме, ќе се утепавте. Што се случува? Ајде кажете ми. Ајде кажете ми. Кажете и веднаш. Во рете, мамо, нема никаков проблем, остави. Слушајте ме. Знам дека има некаква напнатост меѓу вас, но мене ми е преку глава од вашата напнатост. Што се случува? Што е тоа што не можете да го споделите? Не ја знам причината, но ќе ја дознам. Добро, мамо, се извинувам јас, добро. Мамо, средено, ајде, легни си. Види, постојано ќе ве следам, да си знаете. Заради вас можам да умрам. Уф, ајде, Шина си. Шина си, ајде. Што се случува? Каде слипнено тука? Каде крадецот? Ја, уха, хи! Момент само, вие сите сте полуделе. Сите. Уф. Бариш. Не прави вака, Емине. И нам ни е жал, ајде. Душава ми гори, дадо. Душава ми гори. Не знам како да го поднесам ова. Не знам. Знам дека нам ни се лутиш. Не, дадо. Не, татко ми е во право. Да ме сакаше Осман вистински, ке се спротиставаше на сите. Ете, тоа најмногу ме боли, дадо. Емине, има Господ. Знаеш дека и Осман се бореше, нели? Да, затоа ме замени со она Илнур. Да. Љубовта бара борба. Ете, тој толку можел да се бори. Толку можел. Но готово заврши љубовта за мене. Го затварам тој дел од животот, нема повеќе. Сестро, не зборувај така. Како можеш толку лесно да го затвориш тоа? Види, секако дека ќе се појави некој кој навистина ќе те сака и кој до крај ќе се бори за вашата љубов, до крај ќе се бори за вас, добро? Добро? Добро, Емине.
Дојди, мила, дојди. А? Во едно срце не може да има две љубовни приказни. И да има едната не е вистинска. Но проблемот е што мора да се најде која е вистинската. Со проба не ке можеш да сватиш. Ако не ја потурнеш вратата, не ке можеш да сватиш дали е отворена или не. Понекогаш не ти доаѓа да пееш. Ако ти пак запеси една песна. Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Каква желба да посакам за оваа љубов? Зарем постои таква љубов во ова време? Може би постои. Може би е во близина. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar ellerinden Дозволи да поминеме еден убав ден. Сакам да имаме спомен кој нема да го заборавиме. ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Ти си многу убава, Зарифе. Никогаш не сум видел поубава, по-природна девојка од тебе. Твоите погледи допираат до срцето на човекот. Сликата од огнот грее во моето срце. Не го уништувај овој миг. Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde. Anılar birer Многу убаво мирисе. Исто како тебе. batırır hançeri kalbime. Kaderimde bu da mı var? Зарифе, секогаш биди вака насмејана, многу убаво ти стои, знаеш? Başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir Зари, сестро, погледни ме. Да не сте дечко и девојка вие двајца? Боже, Боже. sevdiğimi başkaları
gözler Што е? Што сакаш? Ако се свртиш, ќе видиш човек кој е подготвен да те сака вечно. Beni de götür ya da gitme. Ако ме прифаќаш мене и мојата љубов, сврти се. Yaşayamam ki ölürüm hasretinle. Yar ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretinle. Yar ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretinle. Ей, сестро, јас се плаша малку. Зарем навистина ќе ги киднапираме мажите, а? Илнур, или ќе умреме, но нема да се вратиме. Размисли, како ќе ги киднапираме, а? Да, сега си во право. Нема враќање. Денес ќе ја докажеме љубовта на нашите. На сите ќе им покажеме колку сме љубени. Добро, биди потивка, ајде. Не претерувај. Слушавам. Дали знаеш правило број 1 при киднапирање кое е? Тишината. Жолтото лавче е таму. А каде му оцаваш? Добро, сега јас ќе возам сестра моја. Добро. Сестро, слушавам. Знаеш ти дека положи од 9 пати полагање, а? Сакаш ли да умреме? Дозволи јас да возам. Во право си, Илнур. Ти од 7 пат положи. Ти си подобар шофер. Ајде. Доаѓаат сестрите. Еј, Што правите вие, бе? Што се случува овде? Многу убави работи правиме, лавче мое. Самаш, брате, види! Што правите, бе? Вие откачени да не сте? Веднаш застанете. Ало, девојки, застанете. Ајде, запрете го веднаш возилото, ќе удрите некаде. Сега ќе ве киднапираме. Немаме никакви пречки. Ќе одиме во Париз сега, градот на заљубените. Како Париз, бе? Шек! Одиме во Париз! Еј, застани! Застани! Што е ова? Бидејќи не ме слушаш, единственото решение е ова писмо. Моје диво цвеќе. Што ти е тоа во раката, дадо? Ништо не. Во право си. Во право беше за се што кажа. Добро. Секоја љубов е игра, така велат. Нашиот почеток беше без правила. Се повредувавме.
Сега се појави Зенеп и таа постојано ме оцрнува. А јас ќе постапев исто, немаше да верувам на некој кој туку што сум го запознал, ќе верував на пријателката. Но знаеш што друго ќе направев, Зарифе? Ќе дадев можност на другата страна да се оправда и заштити. Те молам, послушај ме, дозволи ми да те сакам. Ќе видиш дека дури тогаш се околу нас ќе расцвета. Девојки, вие изгледа не разбирате. Ајде застани десно, ќе удри ме некаде. Моето срце пукна и се распарчи. Срцето, главата се ми Доста пукна. веќе застанете го, Караванов, нема спас од вас двете, така? Нема спас од нас. Сега останавме сите сами, заедно, сите. Сега ќе ќе започне започнеме љубовното љубовно патување. А, бре, Мухтар. И тогаш на срединоќа му рекол на човекот. Караванот Како доаѓа. караван бе, ага? Сестро, ова не застанува. Ќе удри ме некаде. Кочи, сестро. Кочи. Каде е кочницата, заборавив. Доаѓа да кај нас, бре, еј! Чекај, тргни се, јас ќе возам. Леле, еве, ја најдов, чекај. Ај, леле, сестро. Застани. Ој. Ти сакаш да не убиеш ли? Шимнете се! Излезете надвор! Слушајте, народе, ова е очигледен напад кон нашето село. Абе, не знам зошто сите лоши работи треба мене да ми се слушат во кафанче, ма не разбирам на вистина. Сега умревме, сестро. Не знам, сестро. Ако овој човек не е татко ми, сигурно ѓаволот мора да е. Ете тогаш. За ова сигурно сте во пеколот. Добро, вие да не сте полуделе, не ставивте во животна опасност. Не знам што вие да не сте полуделе, свестете се. Море. Добро си? Добро сум. Ти добро си? Доста веќе, претеравте. Сега ќе ве дадам на оној кој прв ќе ме побара. Ги сака некој? Јас би сакала га. И јас сакам мага. Ако имам Што мага? Поглупавата ќе биде за мојот син Осман. Да не си полудел? А? Не сваќам дали ви фали нешто? Дали сте недоправени? Ајде право дома! Нема да радиш Илнур, така? Јас Илнур ја сакам, да знаеш. Јас ја сакам Сехер, ага. Јас ќе умрев за малку, вие што правите? Абе, срамота е ова. Леле, ке ми пукне главата од болка. Срамота, што овоше сок ке беше ова? Кажи ми, ќерко, ама искрено. Дедо, за каков овошен сок зборуваш? Те донесоа дома мртов пијан. Не се сеќаваш? Мехтап, па Мехтап запна да вика. Не остави да спиеме цела ноќ. Која е таа Мехтап, дедо? Мехтап, велиш? А? Која е таа Мехтап? Јас те прашувам, која е таа Мехтап? Таа е... Се сетив. Шина си. Ке ти кажам убаво. Ке видиш ти сега. Никој да не ме сопира, ќе одам кај караванџиите. Добро, чекај, ќе одам да измолзам кравата и јас ќе дојдам. Заедно ќе одиме. Ајде, дојди. И ти дојди со мене. О, море, Шина си, ке видиш убаво ти. Дедо ми е живе втората пролет веќе. А јас не можам ни првата да ја доживеам. Оф, Осман, оф. Da var giderim. Da var giderim. Emine'me selam ederim. Emine'me selam ederim. Da var giderim. Da var. Доста веќе? Не ми вреви над главата, ајде. Оди си кај Илнур да си пееш. Ама цвеќе моје кукиченце. Јас не сум твое цвеќе веќе. Оди си одавде, ајде. Ти реков, оди. Губи се. Вакви работи само на филмовите се случуваат. Тато! Татенце! Дали може да те викам тато? Земи, мила. Крв нека ти се стори. И креветот ни го раздели. Ова е ужасна казна. Само една ружа ми треба. Тоа си ти. Се колнам дека не сум виновен, шефика. Заврши. Аха. Те молам, молчи. Требаше да размислиш пред да им го одземеш мебелот на девојките.
Погрешка се случи, Мила. Истовремено сме пазареле. Го вративме, мебелот готово, се реши проблемот. Не прави вака, шефика. Бато, да не се случи нешто? Лудите ќерки на Рустем не киднапираа со караванот, направија сообраќајка. Што? Дали се случи нешто на колата? Тато срамота, дали сте добро? Каде е бато? Добро сме во караванот. И караванот е добро. Добро. Се помине кај. Бидете внимателни со кирките на Рустем. Мислам дека ве измеркаа. Ќе полудам уште малку недостасува. Уште ти ми требаше. Ало? И сега како се молзи ова? Добро ќе направиме нешто. Исто како на филмовите. Како си, Мила? Ајде со Господ напред. Што е ова? Бабо? Како си сега? Добро си? Ти помогна лекот со кој те намачкавме? И тоа како? Ми помина многу сум добро, ќерко, Господ нека те благослови. Ти благодарам, ти благодарам. А ти зошто дојде? Зошто? За да измолзам млеко? Дојде еден дечко ми рече дека тој ќе измолзал кравата си, влезе таму. Чекај да видам кој е тој, а? Ајде, девојко. Ајде, не може ова сам да го правам сега. Ајде, ова е тимска работа. Ајде, уште малку. Ајде, девојко. Ајде, ќе успееме. Што правиш ти тука? Па како што гледаш, ја молзам кравата. Така ли се молзи? Добро да ете не можам. Секако дека не можеш, не се молзи така. Само малку. Кога ќе се вознемири животното, тешко се молзи. Гледај вам. Мила моја, треба убаво да ја гледаш. Полека, гледај сега. Вака се прави тоа, полека. Не ме гледај мене, кравата гледај ја, кравата. Добро. Браво, мила моја, браво. Сиот свој живот те сакам. Нашата љубов ми ечи во срцето. Ти си мајка на моите 3 деца. Леле, шина си, како средношколци сме, молчи малку. Човек не може да молчи до една молчелива и мила жена како тебе. Господ и мене нека ме направи срекна како вас исто. Дај Боже. Шина си? Добре, дојдовте. Дојди малку. Здраво. Господ нека ви даде голем век. Добре дојдете до Халил. Вчера вечер, не ли ме однесе во Биртија? Се сеќаваш, нели? Таму имаше една жена. Како се викаше? Мислам Мехтап беше, а? Момент. Каква Биртија? Нели вчера вечер си се успал на чардакот? Миличка, јас... Ама види, овој пат нема да ме оставаш сам. Не знам каде замина со таа жена досна синоќа. Не знам што си правел. Господ нека те казни, шина си. Не ти доаѓа памет. Ќе ти објаснам, чекај. Што се случува? Видели што направи до Халил? Живи Бога, навистина не знам, но мораш да ме одведеш кај Мехтаб. Или нема, идна е работата. Да се работи за живот, ќе ти ја дадам рецептата. Тоа е тоа. Добро, почекајме со куќата. Почекајме. Ќе ја викнам господја Мехтал и веднаш ќе дојдам. Тоа е тоа. Види ваму, не дошли многу. А господја Мехтаб нека дошли.
Зейнеп? Ха, Што се случи? Што е толку итно? подај ми го мобилниот. Молам? Велам, подај ми го мобилниот. Еве ти го на. Мерси, душа. И? Зошто ме викна? За да ми го подадеш мобилниот. Секако дека не е за да ти ги симнам звездите, нели? Нема да го спасиш светот, не си Арнолд, извини. Што? Што зборуваш, бе? Ти се шегуваш ли со мене, кажи ми? Јес? Што е? Криво ти е? Јас сум глупав. Чекај, дојди. Добро. Ти простив 10%. Другиот дел се луадира. Се симнува, јасно? Потоа ќе бидеш слободен. Ајде, не седи на празно. Разлади ме со лепезата, топло е. Што? Земи ја лепезата. Ајде. Секако сега, Зейнеп, ајде. Малку побрзо. Така. Господ нека те благослови и вашето дете нека биде честно како вас. Дај Боже, бабо, дај Боже. Судбина ќе видиме. Ајде до гледање. Ајде, полека. И? Си ја научи лекцијата сега? Друг пат не мораш да го правиш тоа. Сама ќе си ја завршам јас работата. Можеш се разбира, ама јас ќе продолжам да учам. Ама друга е темата. Каква тема? Види, Зарифе, јас сакам секогаш да бидам до тебе. Сакам да ги споеме нашите убави и лоши денови. Не разбирам што зборуваш, Саваш. Чекај, дозволи ми да завршам. Види, љубовта е голема. Не можам сам да ја сносам на плејки. Ќе ме прегази. Денес ќе молзиме крава, утре овците на пасење ќе ги носиме, а следен ден ќе го правиме лекот. Кога сме заедно, се е поубаво. Добро, но дедо ми го прави лекот. Никој друг освен мене не дозволува да седи до него. Не, воред, јас кажав колку за пример онака. Добро, воред. Ке си одам дома. До гледање. До гледање. Воред веднаш доаѓам. Не ми се верува ова. Уште малку ќе ме натера тоалетот да го чистам. Бариш, зачисти малку тука, а потоа и во тоалетот, окей? Што зборуваш, бе? Зейнеп, не должи, мила. Ако продолжи си душо ти. Чекај. Полека, но сигурно се ќе ти извадам низ нос да знаеш. Ќе видиш ти убаво. Асуман, спремна си? Не знам. Душава многу ми трепери. Ке биде ли работава? Ќе биде, верувај ми. Не за џабе толку се спремавме. Почекај да видам да не сум сгрешила. Правило број 1. Збуни го. Искрено, јас во моментов сум многу збунета и изгубена. Кога ќе го видам човекот, ми се случува нешто, паметот ми лета некаде. Сосема се исклучува. Ама не, Асуман, ти ќе треба него да го оставиш без памет. А и леле, дали ќе успеам во тоа? Ќе успееш, остави го без памет. Само без памет остави го. Ќе успеам, нели? Секако дека ќе успееш. Ќе го зачудам, Салих. Ќе го шокирам сега веднаш. Браво за тебе. Имај доверба во себе. Ќе докажам. Мора да си ја докажеш љубовта. Ќе го збунам. Ајде, Асуман, ајде, збуни го. Ајде, збуни го. Ме слушна? Да, одам, да. Да го збунам.
Не ми се верува што се правам за тревката Шипилдак. Од цело село човекот на мене се закачи. Покрај толку жени во селово. И токму на мене се залепи. Дим, дири, дам, дири, дири, дом, дом. Види го колку е расположен. Безобразник. Дири, дири, дам, дири, дам, дири, дом, 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 дири, дам, дири, дам, дом, 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 дом. Господјо Мехтап, дојдете кај мене, дојди кај мене, дојди. Дојди, седни кај мене, седни до мене, тука, хајде. Седни, мила, не срами Ќе се од мене. седнам, но јас сум ти лута, Халил. Зошто? Господјо Мехтап, што ви сторив? Па, после толку години, посакав нешто ситно од тебе. Ме тераш да те молам, велам дека лекот итно ми треба, а тебе те нема. На лекот мислеше. Секако дека не е поважен од тебе? Важен е. Што? Велам рецептата. Чекај да запишам. Рецептата? Види сега, рецептата зависи од количината која ќе ја правиш. И видива му, не е многу едноставно. Сакам многу да има, епте многу. Сакаш многу, а? Секако, јас го правам померка од око, имам долгогодишно искуство и навики. Мојава рака сама го прави тоа. Дај малку да те допрам. Сакам да те прашам нешто. Си слушнала ли ти за ебогемич, а? Што е тоа, бе? Ебогемич не знам што е. Види, тоа е една билка која расте во околинава. Знаеш, сакам да ја најдеш таа билка, да ја свариш подолго, само така ќе делува. Види, ама е топло. За не мислиш така, а? Многу е топло, цел се испотив, а? И? Зашто зборуваме, а? За рецептата. Вериш рецептата, а? Каква рецепта? Види, Халил, пред малку зборувавме, мојот пријател има потреба од твојот лек. Се работи за смрт или живот. И ти прифати. Воопшто не ме слушаш. Ама ти на вистина не ме слушаш. Не вели така, мила моја. Деновиве сум малку многу збунет некако. А што му е на твојот пријател? Со лесто нека му е. А што му е? Ајде, кажи ми. Батали го, пријатело, дај ми ја рецептата. Рецептата? Господе Боже, не се сеќавам. Како ли беше? Како па да не? Зарем мене ме прашуваш? Види, Халил, после толку години посакав нешто ситно од тебе. Жити мене те молам, кажи ми ја. Те преколнувам во име на Господа. Бог да чува. И да брани. Халил, ако ја дадеш рецептата во ред, ако не ја даваш, Мехтап е мртва за тебе, јасно? Ој, Господе, па навистина, воопшто не разбирам што сакаш навистина да кажеш, Мехтап. Халил, ако ја дадеш формулата, ќе ја имаш Мехтап. Нема рецепт, нема Мехтап. Дали ме разбираш? Ке ме заборавиш, Халил. Заборави ме. Јас сум една млада девојка, имам гордост, Халил. Навистина си за чудење. Аман бе, каков си, Халил? Да, имала гордост. Дам. Што е ова? Сандак? Ако сакаш, нека ти биде за чеизот. Ставај си ги твоите тајни, ако сакаш. Го направив за тебе. Зошто си ми направил вакво нешто? Затоа што така ми дојде одвнатре, Зарифе. Но јас не побарав такво нешто од тебе. Ти те молам од ништо да не си задоволна. Во ред, Зарифе. Добро. Јас ќе се измачувам за тебе. Ќе се трудам да сторам нешто за тебе. А ти не е проблем, се можеш низ нос да ми извадиш. Господе Боже, но јас не сакам ништо од тебе. Самиот правиш се, самиот. Да, во право си, тоа го правам по своја волја. Но важно, правам нешто. Јас со свој раце го направив ова. Не го купив од некаде. Зар тебе ништо не ти значи тоа? Искрено, ако сакаш вака пред очи да ми го пикаш, не ми значи. Не ми значи, прости ми.
Барем ја се трудам да направам нешто. Немој, Саваш, немој. Јас не сакам ништо од тебе. Ако сакаш вака да ме плескаш в лице, побаво ништо не прави. Да не правам. Не прави. Еј, што правиш? Да не си полудел, застани, Нема да немој. застанам. Нема да застанам, што правиш ти? Постојано од ништо не си задоволна, нешто друго да правиш, а? Што правиш? Така е, јас ништо не правам. Да, еве, ова можам да го направам. Ова можам да го правам. Ете, можам. Преку глава ми е веќе од твојата неодлучност и од твојата нечувствителност. Добро, а јас ги направив овие мислејќи дека ќе ти се допаднат. Ете, ги направив. И ете готово. Што си направила ти за мене, Зарифа? Што си направила ти за мене? Што сторив? Овие ги направив за тебе мислејќи дека цел ден си изморен. Јас ништо не можам да сторам. Ништо не можам да направам. Што рече? Зарифе. Прости ми. Не ме допирај. Ако немате друга желба, би сакал да си легнам. Секако дека не смеш. Кога ќе ти кажам да си одиш, тогаш ќе си одиш, јасно? Не знам. Ако не го сториш тоа што го сакам, нема да ти простам. Ти си знаеш, но ќе бидеш проколнат. Навистина, проколнат. А со тоа што ти си проколната, што ќе правиме, а? Каква врска имам јас со тоа? Мисли на вистините кои што ги криеш. Може би ќе ти текне. Затоа што ти си многу итра девојка. Ајде, потруди се и ќе ти текне сигурно. Каква вистина? Нели некои работи ги кажуваш на половина? Се сети, еве, да речеме, например, Окан. Пак почна со Окан. Јас не го познавам Окан. Мојата меморија е рестартирана. Ја избришав со психотерапија. Не можам да те трпам. Ајде, чао. Чао, чао. Чао, чао. Господе Боже. Само стрпи се малку, Зене, полека. Знам ја што ќе направам. Денес ќе заврши работава. Ало? Тато, откаде ви текна секата за запросување? Те волам не правете го тоа. Јас не сакам никој друго освен Емине. Со сила ли ќе беше или теа со сила ли? Море, сега ќе ти кажам, какво е Емине, а? Тато, ти не знаеш што тоа е љубов. Мојата Емине многу убаво се смее. Ми го продолжува животниот век. Многу убаво ме гледа. Си велам дека секогаш треба така да ме гледа. Таа има многу убав глас. Сите птици пеат на моето увце, знаеш? Абе, намалете музиката! Не бива ова вака. Значи, велам дека се работи за илјадници хектари земја. Тоа се многу пари, сико. Многу пари. И затоа ќе мора да се опаметиш. Без мојата Емине, јас сум пустош, тато, пустош. Без моето срце во мене, сите куќи ми се затвор, татко. Зарем толку се важни парите и богатството на овој појдовен свет, а? А љубовта е... Абе, што реков јас? Да ја намалите музиката, веднаш. Ме збунува, ајде пред мене, оди бе. Ако само што еднаш така засвириш... Ајше, сестро, земи ги цвеќињава. Зарно нека е Тирко, и ти и сестра ти почнете да пресекувате патишта. Трди се. Внимавај што зборуваш, Мухтаре. Не ми е гајле каде одите. О, машала. Многу убаво сте се дотирале. Ајде, слободно одете. Одете. Види сега, цело семејство се дотера и најнаш посакавме да купиме чоколадо и цвеќиња. Ете, така беше. Поверувај ми. Мене не ми е гајле, Осман.
Герко, тргни се. Ќе одиме да запросиме Илнур за Осман и ќе правиме голема свадба. Помислив Осман нема да го стори тоа. Дека ќе најде чара да се спаси некако. Доста е веќе. Секако Осман нема тебе веќе да те чека. Ајде да одиме, ајде. Да не сум те видела никогаш повеќе, Осман ефенди. Мртов си за мене. Мртов! Мртов ти велам, слушаш? Не удире ме, погрешно ме свати. Јас тебе те сакам, со сила ме носат. Удри ме. Јас и така сум мртов, Емине. Господ нека ве казни сите. Емине, не оди си! Емине! Си отиде, бе, си отиде! Фати, брате, полека. Хајде. Зарифе, отвори ги очите, отвори! Ајде! Хајде, девој. Ајде, Зарифе! Хајде! Ајде!